Добре дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го усовршиш зборувањето на македонскиот јазик. Во претходните 2 епизоди ги обработив темите активно слушање на јазикот и читањето. Ова се многу важни вештини кои треба да се практикуваат при усовршување на македонскиот јазик. Во оваа епизода од подкастот ќе зборувам за вештината зборување. Зборувањето доаѓа како следен чекор во изучувањето на јазикот, после слушањето и читањето. Но во праксата оваа вештина се покажала како најтешка во споредба на останатите 2 за совладување. Зборувањето како една од 3 важни вештини кои треба да се практикува при подобро совладување на јазикот е подеднакво важна како и слушањето и зборувањето. Но оно што навистина се случува кај најголем дел од учениците е да совршено или скоро совршено разбираат она што се зборува на часот. Кога ќе се пушти некој текст во аудио форма, тие совршено разбираат што зборуваат соговорниците, која е темата, каде се одвива дејствието, кои се ликовите. Или кога ќе се вклучи некоја песна од познатите македонски пејачи или пејачки. Заклучокот е дека вештината разбирање сосема добро им оди, или како се вели на англиски comprehension. Следниот чекор, читањето на тој ист текст. И тоа добро оди, дури и без грешка. Ученикот убаво ќе го прочита текстот, дури ќе го погоди и акцентот. Ако го прашам да ми прераскаже што разбрал и со своји зборови да ми ја пренесе суштината на текстот, ќе го направи тоа. Може би малку ќе се збуни или некој збор ќе изостави. Акцентот ќе го погоди или може би не, но во суштина се разбира што сака да каже. И сето тоа се завршува на часот. Кога ќе заврши часот, учениците одат дома или некаде после часови. И кога треба утре дента или некој следен ден да разговараат со некого на македонски, буквално се блокираат. И тоа што го имаат научено на часот, го забораваат. Редоследот на зборовите во реченицата може би ќе го погодат. Кога ја видов оваа ситуација, почнав да се прашува. Зошто се случува ова? Кој чекор треба да го поминат учениците да можат слободно да зборуваат македонски? Кога им поставив прашање, што е она што ги мачи или спречува да зборуваат на македонски, ги добив следните одговори. Јас се разбирам македонски и кога некој ми зборува и да читам, меѓутоа кога треба да зборувам ми паѓа тешко. Веднаш ќе се збунувам и го заборавам и она што го знам претходно. Кога ќе влезем во продавница и треба да платам на касата, почнуваат граматичките правила да ми се вртат во главата и не го знам распоредот на зборовите. Тогаш сосема ќе се изгубам и не знам што треба да кажам. Или ќе почнам на секој збор да ги додавам наставките. Та, то, ти, те. И покрај истражувањето, одговорот не го најдов тука. Одговорот го најдов кога јас се ставив во нивната кожа. Кога се обидов да зборувам на еден од јазиците кои ги изучувам. Тогаш и јас разбрав се што зборуваат соговорниците, која е темата. И кога требаше јас да кажам нешто, да бидам дел од разговорот, сите реченици кои ги кажа претходно моите ученици, почна и мене да ми се вртат во главата. Знам дека и ти го имаш истото чувство. Мислиш дека само тебе ти е тешко и ти се чини дека никогаш нема да научиш убаво да го зборуваш македонскиот јазик. Ќе ти кажам дека може би е тешко, но исто така ќе ти кажам дека и се зависи од тебе. Сега за некого тоа е добра вест, а за некого лоша. И затоа велам дека точно знам каде се наоѓаш, од причина што зборувам 6 јазици. И при изучување на секој од нив сум била на почетно ниво при репродукција на зборови и потешкоти при зборувањето.
Ono što možem da ti kažem je дека токму зборувањето е она што ќе ти помогне подобро да зборуваш. Да, слушањето и читањето ќе ти го олеснат зборувањето. Ќе ти го збогатат речникот, но вистинската трансформација ќе направиш кога ќе почнеш да зборуваш. Практикувањето на зборувањето е она што ќе ти помогне подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Затоа го имаме креирано програмот Зборувај македонски, каде заедно работиме на работи кои те мачат највеќе, кога е зборувањето на македонскиот јазик во прашање. И заедно ги поминуваме потешкотиите. Сакам да те охрабрам и да ти кажам дека доколку и следниве реченици ти доаѓаат во главата, тоа е сосема нормално и не треба да те обесхрабрат да вежбаш да зборуваш на македонски јазик. А тоа се следниве реченици. Како јас сега да зборувам? Што ако погрешам? Како правилно се изговараат акцентираните зборови? Кој збор во реченицата треба да го членувам и со која наставка? Ќе ти кажам дека тоа е сосема нормално и само продолжи да вежбаш. Една вежба која ја советувам доколку сакаш да го подобриш твоето зборување на македонски е следнава. На еден лист хартија состави или напиши неколку реченици кои најмногу сакаш да ги усовршиш, односно навежбаш. Повторувај ги неколку пати. Например, кога одиш во продавница, ги имаш овие реченици. Добар ден, колку ви чини ова, колку е сметката, добар ден, ми треба еден сок, една тетрадка ќе ве молам, ви благодарам и пријатно, или пријатен ден ви посакувам. Кога ги го совршиш овие зборови и дијалози, помини на следните дијалози. Обиди се да го проложиш разговорот. Може би ќе смислиш уште некое прашање кое сакаш да го прашаш соговорникот. Те советувам да се опуштиш и да дозволиш да погрешиш. Секој се учи на грешките, некој на своите, некој на туѓите. Но кога се усовршува јазик, едно е сигурно. Колку и да внимаваме, сигурно е дека ќе погрешиме. Затоа вежбај да зборуваш на македонски и ако ти е потребна помош и сакаш јас да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линковите кои се наоѓаат во описот на оваа епизода и таму ќе ги најдеш сите информации. Те поздравувам до следното слушање.